може да... Здраво, здраво, се враќаме назад, време за нашиот час по седмо оделение, така точно, седмо оделение, математика. Тука е нашата наставничка, сега ќе ни каже за што ќе се работи. И повторно геометрија. Повторно геометрија. Со тоа што овој пат имаме цртање на триаголници. Одлично. Само Ана да ни ја избрише таблата. Јас се извинувам, требаше да го земам сунгерот од другата училна. И да прашаме дали смееме овие триаголници да цртаме со нив, да ги користиме тука? Да, Или може. сепак? Не, добро, тука. Не. Мислам дека учителке ќе е тешко да се користат. Затоа што не требаше само за повлекување линии и мерење, но добро. Минатиот час со седмо оделенците имавме мерење и цртање на агли и мерење и цртање на отсечки. И сега ќе видиме во денешната лекција како тоа знаење ќе го примениме за да нацртаме триаголници. Така. И тоа ќе разгледаме два случаи денес, да нацртаме триаголник кога ни се дадени двете страни и аголот помеѓу нив, и вториот случај да ни е дадена страната и двата агли кои што лежат на таа страна. Добра. Одлично, Ана. Отлично. Еве вака ќе Ви треба помош да го може да држам. ми асистираш малку, Ана. Исто и јас сум тука подготвен ако Триаголник, треба. Вака, добро. Еве вака само за почеток, бидејќи минатиот пат не ни беа тука во студио триаголниците и агломерите, значи ова е агломерот со кој што мериме и цртаме на табла. Еве го кругчето, дупче, линија во зависност од агломерот. Еве ќе почнеме со триаголник на кој што му се дадени двете страни и аголот помеѓу нив. Нека ни е даден аголот алфа, нека е 60 степени, Така. и нека ни се дадени страните. Еве ќе земеме 30. Само ова ќе им го потенцираме на учениците, бидејќи ние цртаме на таблата, ние ќе цртаме 30 см, тие во нивните тетрадки нека цртаат 3 см, бидејќи ние ако цртаме 3 см нема да видат ништо. Така. 30 ќе биде нашата и еве нека биде 40. Значи 3 и 4. 3 и 4 во нивните тетрадки. Да не користиме по една тетрадка за една задача, ве молам. Се, намерно не ги ставив овдека кои страни се дадени, сега ќе им објаснам зошто. Секогаш ќе треба да направиме и пред да почнеме да цртаме скица, се прави. Што секогаш пред да почнеме да градиме нешто, мора да имаме скица врз која што ќе се ориентираме како да изградиме понатаму. Треба, рековме, да нацртаме триаголник. Еве скицата. А кажавме дека ни се дадени две страни и аголот помеѓу нив. Па ако овдека е аголот алфа кој што ни е даден, темињата се А, Б и С, тоа значи дека ни се дадени ова и оваа А страна. и С значи. Така, С и Б. И Б. Аха, спротивно се, да. Така, односно, како ќе знаат учениците? Ако овдека е алфа, не може една од страните да биде А. Односно, сите три букви мораме да ги имаме употребено без разлика дали е за аголот или е за страната. Значи на аголот алфа, соодветна му е страната А, значи затоа незе нема да имаме, туку ќе ги имаме останатите Б и С. И уште една работа само ќе потенцирам кај цртањето на триаголниците. Зошто кажав дека ќе цртаме со две страни и аголот помеѓу нив и страна и двата агли што лежат на незе. Со три страни е многу едноставно да се нацрта, но дали што мислите, дали може да нацртаме триаголник ако ни се дадени трите агли само? Може. Мислам дека нема да може уствари бидејќи Нема да може. Не ја Не знаме знаме должината каде ќе ни на почнат, една каде ќе страна. Затоа што многу, еве на пример за пример да го земеме рамностранниот триаголник. Кај него бидејќи е рамностран, автоматски штом страните му се еднакви и аглите му се еднакви, односно ќе бидат по 60 степени сите агли. Дали ќе нацртаме ние рамностран триаголник со страна од 3 см или од 5 или од 10, него секогаш аглите ќе му бидат по 60 степени, па затоа невозможно е да нацртаме Така. триаголник со дадени само 3 агли. Не Мора треба барем еден една од страна. елементите да биде страна. Доволно е, значи, еден. Еве за почеток, значи ќе гледаме две страни имаме дадено и аголот помеѓу нив. Што правиме сега?
А од скицата се ориентираме дека треба всушност да ја нацртаме отсечката АБ за да ја добиеме страната С. Што забележуваме? Колкава Дека треба да тоа биде е 40 сантиметри. Така, 40 сантиметри. Може подоле. Така. И добро, може едно да це не крив. Ќе мораш да држиш. Добро. А значи, почнуваме од нулата, одиме до 40. 40. И Така. знаеме Тоа е од страна скицата дека тука е темето А, тука е темето Б, а ова всушност ни беше страната С. Така. Следно сега, што забележуваме дека тука на оваа страна лежи аголот алфа. Алфа, значи, па тогаш- затоа цртаме, гледаме колкав беше аголот алфа. 60. 60 степени. Еве го, значи цртањето на агли од минатиот час. Внимаваме, еве го темето. Израмнуваме, рековме, нулата со отсечката Линијата. тука со линијата и 60 степени. Бидејќи од десната страна ќе цртаме, ја гледаме десната нула. Еве ја, каде е нулата, бараме каде е 60, еве го 60. Означуваме дека до тука е 60. Па сега може темето да го сврзаме со цртката каде што ни беше ознаката за аголот од 60 степени Треба и ја цртаме секогаш подолг овдека кракот го цртаме, бидејќи знаеме не каде. знаеме точно до каде во моментов ќе ни треба, но затоа што гледаме сега од скицата, Имаме знаеме Б, дека страна Б е 30 овдека сантиметри. така дека на вториот крак всушност ни се наоѓа страната Б, а страната Б знаеме дека е долга 30 сантиметри. Па значи сега само со триаголникот линијар што и да имате за цртање од темето А на кракот мериме 30. Еве, до тука ќе биде 30, тоа значи дека тука ќе биде темето С. С. И се што ни остана сега е само да ги поврземе Б и С. И нашиот триаголник е готов. Одлично. Значи, тука ни беше алфа, тука ни беше страната Б. И кога го имаме во триаголник, може да ги пресметаме и другите агли, и другите... Тоа ќе ни биде една од наредните лекции. Аха, добро. Одлично. Одлично, Сакате интересно. да може пробате? Може. Еве Јас сум сега за. на место аголот алфа, нека ни е даден. Како само да избришам. Добре. Може сега со аголот гама да одиме. Може. Добро. Ова не е веќе. Добро, сега ќе морам малце да се подписуше. Може да пишуваме зашто е водено. Или можам овде да го напишам, па после таму да цртам. Тука може Речи. скицата Добро, да ајде. направиме. Опа, Да, идеме. паметно. Добро. Втора задача, значи еве нека е аголот гама Гама. еднаков на 40 степени. Добро. Страната А нека е 35 сантиметри. 35. Значи повторуваме, учениците цртаат 3,5 сантиметри. Така. И Б нека биде... Океј. Океј. И Б нека ни биде 50 сантиметри. Само извинете, кратко. Ајде уште еднаш ќе ја запишам, таман да биде по добро запишана. Значи имаме гама е еднаква на 40, 40. А Е 35. 35 И Б е 50 сантиметри. и Б е 50 сантиметри. Сантиметри. Сега прво ја цртаме скицата. Така. Еве да речеме еден триаголник. Гледаме дека прво пишуваме А. Е само малцана, тука ќе те запрам. Да. Ова ќе внимавате. Сега логички доаѓа нели дека аголот гама ќе биде горе. Аха. Бидејќи ќе ни биде потешко вака за цртање, затоа секогаш ја правиме скицата, значи скицата ја правиме за нас да ни одговара. А што ни е потребно? За да може лесно да цртаме, ни треба аголот гама да е или тука, да е долу кај основата. Затоа значи сами ќе си го направиме распоредот на скицата, кое теме каде ќе се наоѓа. Затоа ќе почнеме С да е тука. Добро. Значи за да си го олесниме цртањето. Може и така како што тргна, ама ќе ни биде Да. потешко за цртање. Јасно, јасно. Пен. Значи почнуваме овде е С. Така. Овде ќе е Б.
Се смени страната. Брзо ќе го направиме тоа. Б, така? Добро. И овде ќе е А. Така. Во тој случај овде е С страна, Така. овде е Б страна, овде е А аголот алфа би Гама го имаме сега, Гама значи ќе тука ни дојде е тука. гама. Добра. И А и Б ни се дадени, и само Ајде. вака да не ги само ќе го на скицата го ставаме тоа што ни е дадено. Добра. Бидејќи С ни беше дадено, овде само мало Б ќе ставаме. Добро. Овде значи беше страната Б. Така. И сега веќе од скицата знаеме дека А страната е долу, Да. Б е од лево и аголот гама е токму меѓу нив. Ќе пробаш? Одлично. Да, може. Ајде, Значи повели. прво почнуваме од А, страната Токму така, имаме страната која што лежи сега Дали во ти долу. потребен вака да ти држам овде? Да, може. 35 Пет, така. сантими. Тоа е од точка А, С. С, извинете, да, до точка Б, така. Така. Сега овде го имаме гама, Така, дека е еве 40 сантими. Одиме темето точката ја ставаме тука. Гледаме дека 40 сантими Така. се тука и поврзуваме. Одлично. Така, и имаме сега дека Б, Овдека само повека не сме ја нашле уште, чекај Ана. Не знаеме дали е толку долго или подолго. А, да, не. Сега Б, Така. да измериме, ни треба 50. 50. Земи со триаголникот подолго. Аха, имаме да, точно. Значи ќе треба да ја продолжиме малку. Така. Ето до тука. Тука е А. А. И само поврзуваме. Добро, и сега ни остана уште вториот случај. Може? Еве, ќе се послужиме овдека. Добро. Да го избршам ова? Да, Не мора се. значи сега нека ни е дадена страната и двата агли кои што лежат на таа страна. Е, ако е дадена страната А, дека е 40 сантиметри, еве ни ја видиш скицата, тоа значи дека горе ќе ни биде темето А, Така. за долу да имаме страната А, Да. и аголот бета, нека е еве 40 степени, и аголот гама, нека е 50 степени. Значи, овде е Б, овде е С, значи тука го имаме аголот бета, а тука го имаме аголот гама. Значи, што правиме сега? Прво, Прво ја цртаме, ја цртаме правата, мислам. А. ќе се обидеш. Цртаме А. Да. Така. Ја се обидам. 40. Одлично. 40. Значи Тоа е тука А. го имаме веќе дека е темето Б, може веднаш да ставиме. А тука дека е темето С. И сега од левата страна го имаме аголот бета, Бета, значи значи тука цртаме 40 аголот 40 степени, еве помогнеме од оваа страна. Веднаш. Наоѓаме Каде е 40? Обележуваме. Добро, ајде само спој. Чекај, само да наместиме убаво. Ајде. Понагоре, понагоре. А, да, за да Подолги имаме. правиме затоа што не знаеме до каде точно ќе дојдат. Така. Да. А од оваа страна го имавме аголот гама кој што има 50 степени. Исто може да Е, се сега измери. погледнете, еве мерење од другата страна агол кога имаме. Значи, порамнуваме со другата нула и гледаме на таа нула, еве го 50. И поврзуваме темето С. И така го имаме. Ето го. Каде што се пресекоа сега краците, Тоа е А. таму ќе ни биде темето А. Означи го само темето А дека е тука. Значи ме темето А. Овде само ставаме бета дека е, Бета. гама. Ај, дозволе. Ајде. Тука е значи бета, гама и овдека беше страната А. И научивме да цртаме триаголници. Одлично. Ви благодарам наставничке многу. Ние сега ќе одиме со еден краток джингл и потоа ќе се вратиме повторно со час по математика за 8 оделение. Се гледаме за кратко.